Се повеќе медицински персонал ја напушта земјата. Несоодветно се користи опремата во здравството. Податоците од здравствените регистри не се користат за креирање на соодветни здравствени политики. Лековите од позитивната листа за пациентите ги има само во првите денови од месецот. 1/3 од здравствените услуги се плаќаат приватно, а тоа сугерира за намалување на квалитетот на јавното здравство. Недоволно средства се одвојуваат за превенција од малигни заболувања. Нема национална програма за рано откривање на рак на дојката и рак на грлото на матката. Лимитиран и недоволен е пристапот до информациите за стручњаците, за пациентите со ретки болести, кои се оставени само на здруженијата на граѓани. Почитувани, ова се само дел од забелешките што се наведени во извештајот на Европската комисија за Македонија, а се однесуваат на здравството. Премиерот Зоран Заев, заедно со министерот за здравство Венко Филипче и директорот на Фондот за здравство Ден Дончев, наместо да ги користат финансиските ресурси на здравствениот систем за подобрување на здравствените услуги кон граѓаните, единствено се фокусирани за нарушување на функционалноста на јавното здравство. После ваквиот извештај на Европската комисија, Филипче заедно со Дончев треба да бидат првите кои ќе ги измете метлата. Во извештајот од Брисел ни укажуваат соодветно да се користат податоците, зашто дури ни податоците не знаат или не сакаат да ги користат. Не ги ни гледаат, ги имаат, но им стојат само реда ради. Ова е една од најважните работи. Например, само доколку се следи бројот на болни од една болест и соодветно се менуваат квотите на лекови, нема да имаат граѓаните потреба да чекаат по аптеките, да поминуваат по 20 на аптеки дневно, да проверуваат дали го има лекот или го нема лекот, да бараат познати, да им ги чуваат лековите, да ги ангажираат своите деца да го прават тоа за нив. Не само што не се прави ништо, туку и она што постоеше не е веќе во функција. Брисел ни вели немате програма за рано откривање на ракот на дојката. Министерот Филипче и Министерството за здравство, освен овие укори од Брисел, имаат и многу други пропусти, како оној со епидемијата на морбили. Целосно фиаско заради доцнење на мерките за теренска вакцинација и вакцинација на медицинскиот персонал. Заради тоа, метлата треба прва да заигра во Министерството за здравство и во Фондот за здравствено осигурување. Ви благодарам.